Добро утро и од нас, од овој дел од студиото Искра. Да, нас не врзува долгогодишна соработка, речиси 25 годишна, воедно и пријателство и воедно едно огромно задоволство кога знаеш дека се препушташ во вистински раце кај најголемите професионалци во нашата земја кои што го следат секој најнов крик во технологијата. Што значи ако ти посетуваш 25 години, салонот Центарот за убавина постои подолго од 25 години. Да. Добро утро. Да ги поздравиме прво гледачите. Ви благодарам и на двете за ваквата убава најава. Инаку салонот еве во октомври сега ќе славиме 27 години откако постоиме. Браво. Сузе, јас ќе те препуштам кај другата Сузе во однос на темата. Само имам едно прашање. Еве, која е тајната на успешен бизнис во Македонија со оглед на тоа знаеме во какво време невреме живееме? Повеќе од четврт век да се функционира на високо ниво, која е формулата? Па, формулата е едноставна, значи, треба да го сакате пред се тоа што го работите и да се дадете во таа работа, да ги следите иновациите. Јас понекогаш викам, треба и среќа, но среќата не е клучниот момент во било кој бизнис. Значи, треба да се инвестира во работата, да се следи конкуренција, да се оди чекор напред пред другите и да гради еден тим, бидејќи сам човек не може ништо да направи. Тимот е тој, кога е тимот добар, значи тогаш убаво оди работата. А за да биде тимот добар, мора да се вложува во нив, мора да се мотивираат вработените и непрестано да се учи, нели? Да, постојано и една да се убава надоградува. атмосфера секако да се создаде. Да, и една позитивна убава атмосфера, бидејќи самата работа ние работиме со убавина, доаѓаат луѓето кај нас да си купат момент за себе, да си приуштат едно задоволство. И сакат насмеани лица, безгрижни лица, каде што ќе се чувстват онака пријатно, убаво, сакано, барем во еден момент кога тие ќе си го дозволат тоа. Так, за повторно да Ти доаѓа. благодарам, Сузе, што одвои време за нас. Сузе, повели ти со твоите И прашања. благодарам Искра и тебе. Еве, ние денеска ќе говориме во следните минути за убавината, за најновите апарати кои што се најнов последен крик на технологијата. Всушност имаме среќа овој пат да проговориме за најновиот диоден ласер кој што не може да се спореди со ниеден друг претходен ласер за епилација од најновата генерација Elysium Pro. Имаме среќа да бидеме сведоци на нешто навистина многу револуционерно, најпрофесионалниот всушност овој апарат досега донесен, кој прави чуда, но многу повеќе за тоа како функционира овој ласер ќе ни кажете, Сузе, вие, а ние патем ќе си следиме и некои инсерти од тоа како тоа во пракса изгледа. Како што најавивте дека ова технологија оди напред, значи ние имавме и предходно ласер за трајно отстранување на влакна, но технологијата оди напред и сега овој ласер што му дава предност пред другите е што работи на 4 бранови должини и не остава простор да било кое влакно остане, несакано влакно, да не го отстраниме, значи да остане во кожата. Затоа што на различни бранови должини со кратки импулси, кои не прават оштетување на околното ткиво, успева да ги елиминира сите влакна. И при тоа да не ја оштети кожата, а резултатите да бидат трајни. Со отстранување на влакната, значи може да се деси еднаш годишно некоја фолекула повторно да се обнови, нели, и да настане раст на ново влакно. Затоа се препорачува кога ќе се направи едно вакво трајно отстранување на несеканите влакна, барем еднаш годишно, неколку флеша таму каде што приметиле дека самите хормони се ствараат нели раст на влакно секој месец и може да се деси некоја фолекула да оживее. Тоа се случува со сите ласери што ги работиме. И убаво е само еден превентивен. Инаку оваа фирма, што за наше изненадување никој до сега не дал таква гаранција, значи самата фирма гарантира дека после направеното успешна сесија од 6 до 10 третмани, колку е потребно според спецификацијата на индивидуата на кожата и според фототипот, треба специјалистот кој работи и е специјализиран за оваа работа да определи број на третмани. Ама кој ќе се заврши таа сесија, 12 години тија не се враќа. 12 години не растат повеќе
влакна. Благодет, да нема секој месец болка, да губи време, така. Сепак времето на сите ни е подкожно најскапо. влакно, па флекички, значи онака безгрешно, мазна, чиста кожа, сјајна кожа, како никогаш да немало влакна. Така, одлично. Ова е навистина нешто што не се надевав дека ќе го слушнам, но штом самата фирма која го произвела овој врвен апарат дала гаранција 12 години, јас верувам дека стојат позади тоа. Ајде да разјасниме некои митови, некои заблуди поврзани со стравовите на клиентите кои што често пати следат што е се најново, но читаат и се често пати дезориентирани и дезинформирани во бројни шпекулации. Како да речеме, митот број 1 е дека ваквите ласери можат да предизвикаат некои несакани заболувања на кожата како канцерогени заболувања. Да, ова е неточно, затоа што нема научно докажување дека од ласер некој добил карцином на кожа, остранувајќи ги несаканите влакна. Повеќе од 20 години се користи оваа технологија точно за оваа намена, значи за отстранување на несаканите влакна, а повеќе од 50 години ласерот се применува и во медицината, каде што дава изворени резултати, а нема несакани појави. Така. Исто така мит број 2 кој што јас некаде го имам прочитано е дека ласерот може да ги оштети јајниците кај жената. Да, исто и ова е апсолутно неточно, затоа што тој работи на кратки бранови на кратки импулси. Значи има повеќе бранови должини, а ударите се многу кратки, што тие не доаѓаат од 7 до 1, од 7 мм, па дури до 1 сантим дали доаѓаат, а тоа е во ниво на кожа каде што не може никако да продре и да дојде нели подлабоко во кожата или па да дојде до некој орган и да го оштети. А инаку работи светлосната енергија, значи се пушта флеш на светлосна енергија со кратки импулси и таа преминува во термичка, во топлотна енергија и всушност топлината го отстранува фоликулот на влакното. Така да нема. Да. И тука е заблуда. Одлично. И уште една заблуда, особено важна за младите девојки и жени кои што сакаат се разбира да забременат е дека овој ласер би можел да предизвика неплодност кај жената, така? И тоа е една огромна заблуда. Да, и ова е голема заблуда, затоа што органите се па многу повнатре, каде што апсолутно нема можност да продре до таму па и да направи некоја штета. Одлично. Јас би сакала додека разговараме да ги коментираме малку инсертите направени во вашиот салон, да видиме како и практично изгледа целата оваа постапка и работа со ласерот. Сакам да ве прашам дали е безболен, колку трае една сеанса и колку пати треба да се повтори, дали зависно од тоа дали станува збор за млада или повозрасна клиентка, дали станува збор за исунчана или по светла кожа е различно колку пати ја третираме кожата. Да. Значи, прво третменот е многу безболен. За разлика од претходните ласери, значи се чувствуваше некоја топлина, болка, таму каде што има влакна. Овие најнови ласери, мислам технологијата оди напред и овој ласер е направен со кратки, значи рековме импулси, значи топлината не оди длабоко во кожата и нема директна болка. Болката е сведена, мислам, на минимум. Апсолутно не се ни приметува, може малку да има некое благо пецкање. Значи, клиентот пред да дојде е битно да биде претходно кожата избричена. Значи, да нема апсолутно влакна на периферија на кожа. Доколку има влакна малку на периферија на кожа, ќе почувствува пецкање. Кога нема, тогаш не почувствува. Затоа што оваа светлосна енергија, кога ќе се вбризга во кожата, она ствара термичка, значи топлотна енергија. И при таа топлина го уништува, ја уништува клетката на фоликулот и така каде што има меланин, значи се абсорбира во меланинот и на тој начин трајно го отстранува фоликулот заедно со влакното. Значи влакната може да растат уште недела-две, затоа што влакното не го уништува, но после една недела-две автоматски го снемува затоа што веќе нема фоликула и нема влакно. Инаку при многу е брз, значи порано да направиме едни нози ни беше потребно 2 до 3 часа, сега за 45 минути може да се поминат, се работи многу брзо. На сите регии на телото се работи, ве гледам и во сите реги.
Да, пазови, надусници, брада, значи доаѓаат и оние сензитивни делови на телото, секаде. Интимни делови комплетно се отстранува и нема некој посттретмански несакани ефекти. Да, може благо црвенило кое многу брзо исчезнува. Исто интересно е за ова да се каже за Elysion Pro, значи како еден многу софистициран апарат, има добро ладење, значи има кристал фриз лампа на самиот апликатор, која доведува температурата на кожата на 6 степени. Тоа е идеално за да не се почувствува никаква болка и траума и да нема после црвенила. Значи многу пријатен третман и веднаш видливи резултати. Значи веќе после првата сеанса кога доаѓаат така со резерва, зашто би правеле повеќе, па јас веќе повеќе од 60% не ги гледам влакната на својата кожа. Но треба да се напомене дека ние во кожата имаме влакна кои се во активна фаза, аногена фаза и во мирување или во изумирување, во катогена-телогена фаза. Лазерот претежно се 80% во аногена фаза, во раст. Значи, ова топлина, овие кратки импулси, бранова должина ги лови, значи само оние што се во раст, во аногена фаза. Така да додека дојде процесот после 30 или 35 дена да се претворат и другите фази во аногена фаза, потребно е повторно доаѓање. Значи секое доаѓање всушност ние нови влакна отстрануваме. Тие веќе што се отстранети, тие веќе не растат. Тие никогаш 12 години спијат. Па мислам дека и после тоа нема да се вратат. Секоја чест. Тука ми се наметнува прашањето, бидејќи јас сум мајка на скоро 15 годишно девојче, дали и на таа возраст се може да се работи овој лазер, бидејќи девојчињата во тие години навистина чувствуваат една нелагодност кога почнуваат нагло да растат влакна по нивното тело и кога би сакале да ги снема и да не се појават повеќе, но ние како мајки постојано им објаснуваме дека тоа е процес кој што секој месец се повторува и така натаму и така натаму. Дали може и кај нив вака да се скрати оваа постапка? Многу често прашање. Затоа што мајките веќе имат направено лазерска епилација и знаат колку е тоа предност, нели, мазна кожа, нема иритација на кожа, по секое време сигурен, самодоверба, не дзирка влакненце од нигде, но разговаравме со фирмата, рекоа дека после 18, после 17, 18 години најдобро е тогаш да се започне со лазерска. Значи, затоа што тука веќе работат хормони и не дека нешто ќе наштетат, мислам дека нема да биде успешноста толку добра, отколку кога ќе се смири тоа еден хормонален процес Одлична во информација. адолесцентната возраст. Одлична информација. Предпоставувам дека интересот за Elysion Pro е огромен. Да. Особено не само кај жените, туку и кај мажите кои што во последнава деценија покажаа дека сакаат навистина да изгледаат убаво. Да, исто и мажите до сега користеа, нели, депилација, исто како што користиме ние. Тие несакани влакна всушност на секого му пречат, затоа што влакната задржуваат пот и никој не сака да се поти, значи кога ќе ги отстраните се чувствувате почист, посигурен во себе и за разлика од жените, кај мажите се појаки влакната и нив баш таа депилација, дали восочна, дали шеќерна, имаме многу типови на депилација, ги боли и не сака да доаѓаат стално, а ова со неколку пати веќе се решава трајниот проблем. Ме прашавте и преска, значи колку третмани се потребни. Па во принцип 6 третмани се доволни да се направат, но поради спецификацијата на кожата или на бојата на пигментот на влакната, понекогаш може да е потребно и до 10, кај почувствителна кожа. Најбитно од тоа е да се каже дека со овој лазер Elysion Pro може да се работи и лето, за разлика лазерите што беа... Во секое годишно време. Во секое годишно време, без да се оштети кожата. Затоа што они ствараат температура секаде кај што е темно. Значи, со овие, со лазерот на Elysion Pro, апсолутно не се ствара температура, а има 4 бранови должини и може да ги долови, значи, сите нивоа, без да ја оштети кожата и да ја однесе енергијата и да се претвори таа во топлотна, да конвертира во топлотна енергија, без да оштети. Значи, на исеончана кожа, на
светла кожа, на темна кожа, значи може лето и да се одите на одмор и да не го прекинувате третманот, кој ќе се вратите пак да се направи. Пожелно е само една недела пред третман и после третманот една недела да не се изложувате на јако сонце. Да. Инаку апсолутно не е веќе тоа правило, летно време прекинуваме, па тогаш пак се префрлуваат на депилација, пак го ојачуваат коренот и кога доаѓа треба уште некоја сеанса да се зголеми. Сега тој ризик, мислам, тој момент веќе го немаме. Секоја чест. Одлично, навистина, Елизиум Про Искра е решението за нас. Можеше ли ти да предпоставиш пред 20 години, кога бевме ние нели девојчиња, дека ќе се измисли ваков апарат кој што 12 години ќе те спаси? Просто ве слушам и си викам, па можеби ќе ми фалат малку влакненцата 12 години ако не ги видам. Јас имам едно сирџиско прашање. Би ги споменавме дека класична депилација некојаш знае да е болна, особено ако си ненаспан, ако си чувствителен, ако не ти е денот. Да. Кој повеќе, односно кој помалку трпи болка, мажите или жените? Кој повеќе вреска во салонот? Па мислам дека жената трпи повеќе болки, ама мажите се храбри па не покажуваат. А жената знае да изреагира и да каже дека не е денот денес, баш не го одбрала моментот за депилација. Како и да ете решение и за едните и за другите. Да, безболно решение. Сузе, многу ви благодарам што ова утро дојдовте и споделивте со нас една ваква прекрасна вест дека го имаме конечно Елизиум Про ласерот во нашата земја. Верувам дека сите оние кои што сакаат да се решат од доаѓањето секој месец на депилација, од болките и така натаму, непријатностите, ќе се одлучат да ја пробаат оваа најнова технологија. Со сите новитети во вашиот салон се гледаме ние во некое следно дружење на утринската на Алфа. Ви благодарам на поканата. И јас ви благодарам многу.